Добро вечер, Крива Паланка. За жал, вечерва, мојот говор ќе го започнам со едно подсетување од пред 12 години. На денешен ден, 22 јануари 2001 година, беше убиен полицајецот Момир Стојановски, ваш сограѓанин, наш почитуван колега. Затоа, бидејќи од Паланка имаме уште неколку жртви, најпрво ќе ве повикам со едноминутно молчење да одадеме почит на сите оние кои што загинаа за денес ние да можеме да живееме во суверена Македонија. Слава им! Секогаш кога ќе се потсетам на 2001 година, на страдањата и пеколот низ кој што поминавме, секогаш и јас, но и моите колеги кои заедно со мене се бореа, се прашуваме, зарем за ваква Македонија се боревме, зарем ние се боревме во Македонија денес да се живее понеслободно отколку на крајот на 90-тите години, зарем луѓето кои што загинаа, го дадо својот живот, денес во Македонија да се редат споменици на ветерани на УЧК, да се отворат музеи на УЧК, цела Македонија да ја преплават со албански знамиња. Се сеќавате кога пред нешто повеќе од еден месец цела северозападна Македонија, и Скопје, и Тетово, и Гостивар, и Кичево, и Дебар, и Струга беа преплавени со албански знамиња. Премиерот го немаше никаде, побегна, јаздува дури до Америка. Затоа и во повеќе наврати го нарекувам политичка кукавица, бидејќи секогаш кога се случува нешто лошо, нешто црно во Македонија, него го нема. Тоа е по некакви инвестиции, тоа е на некакво роуд-шоу. При тоа, гледајќи го оној спот кој што имавме можност да го видиме на почетокот на овој наш убав собир, ги видов и колегите полицајци кои што се туркаа со масата, со луѓето кои што протестираа и кои што попати и удри по некој пендрак. Но јас ќе ве повикам, не осудувајте ги полицајците. Тие само си ја вршеа својата работа, си извршуваат задачата која што ја добија од фамилијата, од Никола Груевски фамилијата, кои што си го покажуваат секогаш нивното валкано име и лице кога се работи за пари. Со месеци наназад веќе наидувам на напади како сум можел да отидам со Бранко Црвенковски, како достоинство природно припаѓало во ВМРО, па дека ова што сме го направиле било предавство. Па до кога ќе се делиме по сите основи? До кога во Македонија ќе има предавници? Па ние припаѓавме некогаш на тоа ВМРО ДПМН, но кога бевме убедени дека ја води Македонија во прогрес, она што ние денес можеме да го видиме е се, само не е демократија. Го видовме лицето на овој режим. Затоа, кога зборувам, ќе кажам дека многу ВМРО-вци, многу честни членови на ВМРО ДПМН денес е со Сојузот за еднината, бидејќи што е Љупчо Ѓурѓиевски, што е Љубе Бошковски, што сум јас Стојан Чангелов. Кога Љубе Бошковски жестоко се спротивстави, го затворија во Зандани, а заборават дека само 1-2 години претходно го пречекуваа на аеродромот, сакајќи на него да печелат политички поени. Затоа јас во сите вакви јавни прилики порачувам, кога би требало да бирам помеѓу политичкиот узурпатор, политички плачко и политичка кукавица Никола Груевски и политичкиот ветеран и воин Бранко Црвенковски, без размислување ја одбирам страната на Бранко Црвенковски. И да знаете, низ цела Македонија има многу честни вистински ВМРО-вци со нас во Сојузот на еднината, на кои што ми е јасно дека Никола Груевски и неговата фамилија се, само не се ВМРО. Тие се узурпатори на 4 свети букви. Зошто Никола Груевски го нарекувам политички узурпатор? Затоа што ВМРО ДПМН ја доби на подорок од Љупчо Ѓурѓиевски. Кога го бира, односно кога го ставиат за председател на ВМРО ДПМН, ние се убивавме од смеење, од каде па Љупчо сега го најде овој. Кој е овој? Видете како изгледа,
како зборува, нема харизма, нема ништо кај него. Зошто политички плачко? Кога и да го гледаме на телевизија, половина од неговите интервјуи време ги поминува жалејки се на нешто, плачејки те, ово е крив, оно е крив, а најмногу од сите за се Бранко му е крив, иако 7 години се на власт. И како што кажав политички кукавица, секогаш кога се случува нешто тешко во државата, него го нема. Тоа е пострански инвестиции. Затоа ве повикувам сите заедно да се обединиме против овој ненароден и недемократски режим. И воедно го повикувам и Никола Груевски, бидејќи гледаме дека е многу силен, не се плаши, зборува дека народот бил со него. Нека излезат во март и на локални и на парламентарни избори, па да видиме кого народот сака. За разлика од нив, ние обичните луѓе, ние сиромашните луѓе, немаме резервна татковина, немаме каде да одеме. Тие секогаш може да побегнат од оваа држава со милионите кои што ги украдоа за време на нивниот мандат, но ние ќе останеме да живееме овде, бидејќи ние немаме резервна татковина, затоа што Македонија не е се што имаме. Да живее Република Македонија!